Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме како всушност се одвива транспортот на електрони во процесот на кај електронскиот синџир, електронскиот транспортен синџир кај митохондриите или респираторниот синџир или процесот на транспорт на електрони за се изврши оксидативна фосфорилација. И ајде да започнеме. Сега, пред да започнам, само напоменам дека првично ќе разгледаме само за молекулата на NADH, а понатаму ќе видиме и за FADH2. Веќе е многу слично, но не се мешаат едно со друго, значи првично ќе разгледаме само NADH. Сега, да напоменам дека електроните кои ќе патуваат, секогаш патуваат од место со по негативен електронски потенцијал, редокс потенцијал кон место со кон по позитивен, односно кон супстанции кои имаат по позитивен. И сега нема да влегувам многу тоа е физика, но едноставно сакам да знаете дека постои закономерност, физички закони кои насочуваат на по кој пат ќе се движат електроните, така, значи не е тоа се магично. Добро, и да започнем. Значи имаме една молекула на NADH која вака ќе ја направиме понаму, ќе ја запишеме. Бришеме. Која преминува сушност во NAD. И водородот сушност го испушта во околината, така, водородот го испушта во околината. Ама тоа што овдека испушта нагоре се всушност два електрона. Бидејќи два електрона се потребни за да се врзат тој водород со NAD, бидејќи ова тука плюс да беше само NAD ќе беше еден електрон, но бидејќи NAD плюс во некои процеси на редукција, потребни се два електрона и се тие два електрона всушност ги испушта на овој комплекс 1. Така, сега, тие всушност се пренесуваат на флавин мононуклеотид, кој понатаму ги пренесува преку низа акцептори, кои се всушност железо сулфурни или акцептори кои ги спомнавме во минатото видео. Така и се качува како по еден вид скали, значи на повисока, на повисока и на повисока и на повисока скала, се додека тие два електрони не отпатуваат, така патуваат тие, и всушност стигнат до, дека ќе ги преместам, веќе ќе скокне вториот комплекс, стигнат до убихинон. Убихинон. Така. Сега, тие два електрона, заедно со овој убихинон, и заедно со два протона, значи, ќе земеме со портокалова боја, два протона H+, кои доаѓаат од матриксот, значи едниот протон е овој овдека кој го испуштивме, друг протон исто има од околната средина, значи има полно протони таму. Влегува протонот заедно тука и образува убихинол. Така, UQH2. Сега пред да продолжиме, заборев само да спомнам дека при транспортот помеѓу овие тука чекори, значи овдека лево сум сега, помеѓу секој од овие скалила, како што идат електроните, се ослободува малце енергија, значи се предава малце енергија, така што овој комплекс 1 тоа му овозможува да испумпа 4 протони во интермембранскиот простор. Значи испумпува 4 протона. Сега ќе се вратиме кај убихинолот. Убихинолот, кога е вака всушност редуциран, тој сега патува до комплекс 3, каде што се поразува посебно место, сега нема да влегуваме у тоа, но поентата е овдека влегува во еден убихинолски циклус, значи влегува во еден циклус, кој ќе го разгледаме сега на посебно место, но главното е дека еден електронски пар, два електрона, така, два електрона ќе се пренесат на цитохром С, кој се наоѓа овдека, значи С ќе го бележиме, тие електрона ќе се пренесат на цитохром С. И ќе видиме како. Значи при пренесување на два електрона, и ова е битното, пренесување на два електрона е еднакво на тоа што ни даде една молекула на NADH. Така, таа ни даде два електрона. И сега да видиме како всушност овој убихинолски циклус пренесува два електрона до цитохром С. И за тоа ќе идеме овдека малце подолу. И за ова ќе треба малце да обрнете внимание. Значи, овдека сега го имаме комплекс 3.
Така, ова ќе го забележам дека ова е комплекс 3, тој протеинот. И сега првично доаѓа QH, ќе обележам QH2. И како таков, тој електроните всушност ги донира на две места. Значи, еден електрон, бидејќи нели носи два електрона, еден електрон донира на железосулфурните акцептори. Така, значи, еден електрон донира на нив, каде што тие го пренесуваат на ХМЦ. Тие го пренесуваат на ХМЦ. Не е тоа се толку битно, значи ХМЦ, каде што тој едниот електрон, значи само еден електрон го пренесува на цитохром, така, на цитохром С. Ама нас ни требаат два електрона, бидејќи една молекула на НАДХ ни даде два електрона и ние треба двата електрона да ги донесеме од тука, не еден електрон. Значи моментално имаме еден електрон. А да видиме што се случува со другиот електрон. Другиот електрон, како го направиме, всушност патува преку низа исто акцептори и всушност се прикачува на друг убихинон кој е празен. Така, имаме овдека празен убихинон кој доаѓа и си се врзува. И сега всушност станува семихинон, бидејќи има хинон кој што има еден електрон, но за него нема врзан протон. А овие два протона излегуваат, вака, овдека не ги заборавиме. Овие два протона излегуваат надвор. Сега, уште не сме пренеле два електрона до цитохром С. За тоа да се случи, всушност доаѓа уште една молекула на редуциран убихинон, каде што и тој повторно, сега само ќе бележиме со фиолетово, донира еден електрон на железосулфурниот акцептор, кој тој исто го пренесува до цитохром С. Другиот електрон патува до овој семихинон и сега тој семихинон има два електрона. Ако има два електрона, може да привлече два протона кои се наоѓаат во матриксот и тие два протона ќе се врзат со него и сега тој ќе стане исто, така ќе стане QH2. Инаку, да не заборавам, овој вториот, ќе обележам со фиолетова боја, вториот убихинон кој дојде и тој исто донираше два водорода, односно два протона, кои ќе бележиме со, нека биде со жолта боја, кои тие два излегуваат во интермембранскиот простор, а оваа нова убихинонска редуцирана молекула си се враќа назад. Сега, што сме направиле? Сушност, за да ги пренесеме тие два електрона, бидејќи сега овдека успеавме, пренесовме два електрона, така, кај што ги бележам со црвено. Значи, за да ги пренесеме тие два електрона, сушност испумпавме 4 протона. И ова е тој хинонски циклус. Убихинонски циклус. Сега, што е сумарното, ако се вратиме горе? За да ги пренесеме тие два електрона, сушност успеавме да испумпаме 4 протона. Добро. Сега, овој цитохром С, сушност тие два електрона ќе ги пренесе до комплекс 4, каде што тие два електрона всушност ќе се предадат на едни бакарни акцептори, ќе направиме ко CU, каде што тие ќе ги пренесат на едно железно-сулфурни акцептори. И сега, важен е кислородот, кој, например, кај нас, кај луѓето, ние го дишеме, но растенијата исто го внесуваат преку гасови. Сега доаѓа тука во улога кислородот, каде што тој кислород плюс протоните кои се наоѓаат во растворот, но за да искочи равенството, ќе земеме еден надцентен кислород, една половина од 2, плюс две молекули на протони, односно два протона, под дејство на овие два електрона кои отпатуваат до тука,
всушност ќе се добие од се ова се добие една молекула на вода. И при тоа ќе се испумпаат 2 протона. Значи се испумпуваат 2 протона. Сега некој ќе рече зошто 2 протона? Секаде каде што поминува овие 2 електрона, пумпаат 4. Така, 2 електрона поминуваат, пумпаат 4. Тука кај комплекс 3 повторно 2 електрона поминуваат, пумпаат 4. Сега зошто кај комплекс 4 2 електрона поминуваат и пумпаат 2? Зашто всушност на некој начин исто пумпаат 4, само што 2 овдека се врзуваат со водата, така. Така 2 се врзуваат со водата, 2 се испумпуваат надвор. И при тоа како што видовме се добива вода. Сега, горе овдека всушност се направи протонски градиент кои се зголеми. И сега овие протони всушност ќе треба да се вратат назад и да завршат оксидативна фосфорилација. Тоа нема да го разгледаме ова видео, едноставно само на кратко ќе го спомнеме. Каде што АДП ќе премине во АТП. Инаку овдека, иако всушност се испупуваат 2 протона надвор, значи иако се испупуваат 2 протона надвор, повторно градиентот се менува за 4, бидејќи тука се зголемува за 2, али во матриксот се намалува за 2, бидејќи 2 се врзуваат со кислородот, така да променувањето на градиентот повторно е за 4. Така, добро. Сега, добро, завршивме со НАДХ. И една молекула на НАДХ всушност успеа да испумпа 10 молекули, 10 протона. Така, ева ќе земеме. Успеа да испумпа 10 протона. 4, 8 и 2, 10. Така, ето ќе го запишеме овдека на страна. Значи, една молекула на НАДХ успеа да испумпа 10 протона. Ова исто го бележиме дека е за овде. Сега да видиме што би се случило со ФАДХ. Значи ФАДХ всушност се прикачува на вториот комплекс. Ева како ја бележиме. Каде што истото буквално се случува, едноставно донира 2 електрона. Тие 2 електрона патуваат преку низа акцептори и влегуваат со убихинон и повторно го вртат истиот циклус, значи се прикачуваат, го вртат овдека убихинонскиот циклус, се пренесуваат на цитохром иде комплекс 4, пумпа 2 електрона и се прави една молекула на вода. Сега флавин аденин динуклеотид, овој коензим ФАД, всушност нема да испумпа 10 протона, него ќе испумпа 6 протони. Така, овие се протоните кои он ќе ги испумпа. 4 од тука и 2 од тука. Бидејќи самиот комплекс 2 не е доволно ефикасен и не пумпа протони, како што пумпа комплекс 1. Комплекс 1 пумпа плюс 4. Така што, флавин динуклеотид, редуцираната форма, испумпува 6 протони. Сега ова колку протони испумпуваат е важно за тоа колку енергија прават. Но сега во учебници, сега ќе ви кажам кратка верзија, но во учебници ви се вика дека НАДХ, иако зборев за масти, така го земав, прави 3 АТП молекули, додека ФДХ прави 2 АТП молекули. Но тоа не е всушност вистина. Зошто? Бидејќи се потребни, колку што денеска се знае спрема химија-смоската теорија, дека се потребни 4 протона за една АТП молекула. Така што, ако тоа е вистина, тогаш 10 протона всушност прават 2,5 АТП молекули, не прават 3. Исто 6 протона не прават 2 АТП молекули, него прават 1,5 АТП молекули. Ама ние ги зимаме дека ова е 3, а ова дека е 2. Што всушност си додаваме. Сега, иако во најголем број учебници така си, или ако имате прашање на кој филм, така ќе го рачунете дека НАДХ прави 3, ФДХ прави 2, но увистина тоа не е точно. И сега дека има многу сложни механизми. Значи мора да запамтите дека ова ние што го збориме е толку мало, ова е толку сложено, се протеини кои имаат 3D структури,
и овие протончиња секаде и електрончиња и хинони не мора да се наоѓаат баш таму кај што се наоѓаат. И сите овие комплекси не мора да се наоѓаат еден до друг. Така да има некои грешки кога се одвива процесот и едноставно не испаѓа билансот вистински толку точен. Сега ја доека кучев ова најтешко нешто што ми беше да го сватам е овој хинонскиот циклус, хинонскиот циклус, бидејќи главниот проблем ми беше бидејќи викаме дека еден редуциран хинон го добиваме од една молекула на НАДХ. Така. Сега, ако користиме уште една молекула на НАДХ за да добиеме втор редуциран, тогаш не можеме да речеме дека четирите протони сме ги добиле од една молекула на НАДХ. Така, сме ги добиле, значи од две молекули на НАДХ. И ова мене многу ме бунеше, но всушност искачам се си окей, бидејќи иако користиме две молекули, всушност со преносот на два електрона на цитохром С, ние испумпавме 4. А ако пренесеме два електрона, тоа е исто како да сме искористиле една молекула на НАДХ. И една молекула на НАДХ ни дава два електрона. Иако тие два електрона, всушност сме ги добиле по еден електрон од различна молекула. Бидејќи нели еден електрон добивме од тоа се што го бележам со црвено, еден електрон од тоа што е бележан со виолетово. Сега секој од овие е добиено од различна молекула НАДХ. Ова е од една молекула, ова е од друга молекула. Ама нема врска, иако еден електрон е од тука, така ќе бележам со бело, значи еден електрон е од тука, еден електрон е од тука. И со тоа сме испумпале 4 протони. Они сепак си имаат по уште еден електрон, кој влезе во овој овдека циклус на регенерација. Така што се си окей. Значи една молекула на НАДХ пумпа 4 протони. Добро, тоа беше се за ова видео. Значи тоа беше циклусот. Сега нормално ова е се многу по-пресметано, објаснето со физика, со хемија, има на интернет многу сложени истражувања кои треба доста литература читање за може да ги разберете, бидејќи се користи многу стручна терминологија. Се надам дека сте онака фасцинирани воопшто со процесов и зошто воопшто ни е потребен кислород. Кислород ни е потребен за да биде акцептор на електрони. Така значи овдека го јавме кислород. Ако немаш кислород, ќе нема кој да ги акцептира електроните, ќе не може да поминат и ќе не може да се пумпа водород. И тоа беше се за видео, ќе се видиме во наредното видео.